Slavete go Gospoda, zašto je dobar. Алилуја. Особениот момент кој го означува почетокот на литургијата на верните, вториот останат дел од светата литургија, е пеењето на херувимската песна и Великиот вход. Великиот вход е свечена процесија низ храмот, преку која свештениците ги принесуваат дискосот со светиот леб и путирот со виното од жртвеникот на светиот престол. Лебот и виното се наша храна, дадена од Бога, од која зависи нашиот живот. И во таа смисла тие се реален символ на нашиот живот. Според тоа, Великиот вход е принесување на нас самите на Бога. А жртвата која што ја принесува црквата е жртвата Христова, која што е принесена еднаш за секогаш. Значи, принесувајќи се себе, црквата го принесува Христа. По входот следи така наречениот канон на Евхаристијата, самата кулминација на литургијата и на нашето движење кон небесата. Верниците прво го исповедаат своето единство во љубовта и верата. Пред символот на верата, свештеникот возгласува двери, двери, а тоа не подсетува на минатите времења, кога некрстените и неподготвените за причестување го напуштале храмот, а останувале само крстените и подготвени верници кои ќе учествуваат во таинствената Господова трпеза. Повикот за затварање на црковните врати укажува и на тоа дека во литургијата верниците на таинствен начин учествуваат во истиот настан што го доживеале и апостолите, кога по Христовото страдање биле собрани заедно зад затворени врати, а тоа е средбата со воскреснатиот Господ и Учител. Канонот на Евхаристија е сочинет од три главни теми: благодарење, споменување и принесување. Литургијата се нарекува Евхаристија, во превод благодарење. А благодарноста за нас христијаните представува суштина на нашето постоење како создадени битија. Тоа е начин на живот, на пристап и однос кон Бога кој е извор на нашето постоење. Откако му заблагодаруваме на Бога за се, си спомнуваме за сите негови доброторства кон нас, а особено за Христа и на онаа ноќ во која тој се предаде себе си за живот на светот. Свештеникот во тие моменти таинствено го представува Христос како негова икона, па затоа како Христос во таа ноќ ги изговара истите зборови за лебот и виното. Земете, јадете, ова е моето тело. Пийте, ова е мојата крв. Иако свештеникот ги извршува овие нешта, сепак во суштина Христос е оној кој што ја служи литургијата. Христос е и принесувачот и она што се принесува жртвата. Тајната вечера била старозаветна свечена вечера за еврејскиот празник Пасха, кој што се извршувала во спомен на Мојсей и на излегувањето од египетското робство. Таа Пасха се исполнила во Христа, кој станува наша Пасха, премин од робството на гревот и смртта во живот вечен. И ние од тогаш таа вечера, литургијата, ја извршуваме во негов спомен. Споменувањето преминува во принесување. Твои и од твоите, тебе ти принесуваме за сите и за се. Тука завршува нашето издигање, нашето движење кон Бога и сега имаме обратен процес. Бог ги прифаќа нашите дарови, кои по дејството на Светиот Дух се претвараат во самиот Христос и стануваат Божи дарови за нас. По епиклезата или призивот на Светиот Дух, принесените елементи ги восприемаме веќе не како обичен леб и вино, туку како вистинско тело и крв на Христа. Како и на кој начин лебот се претвара во тело Христово, а виното во крв Христова, за нашиот човечки разум останува непоимлива тајна. Најпосле ја кажуваме Господовата молитва Оче наш, со која се подготвуваме за учество во литургиската трпеза преку светото причестување, по кое следи благодарење и последен благослов од свештеникот за верниците пред нивното излегување од светиот храм.